Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, владата на Република Северна Македонија во изминатите 3 години покажа што значи вистинска грижа за сите граѓани. Покажавме дека македонското општество и дека нашите граѓани може да бидат солидарни и грижливи, дека може да се помогне на секоја индивидуа и на секоја заедница на која тоа е потребно во овој момент. Социјалната помош ја зголемивме за 300% и неколкократно го зголемивме офатот на корисници. Воведовме детски и образовен дотаток за поефикасна борба против детска сиромаштија. Минималната плата ја зголемивме од 9.000 на 14.500 денари. Го решиме проблемот со стечајците. Околу 12.000 стечајни работници денеска земаат надоместок некаде околу 8.000 денари. Солидарно се боревме и со предизвиците од коронавирусот. Сите погодени од короната добиваат институционална и солидарна помош. Направивме пресврт и разлика од општество во кое 11 години се гадеше врз достоинството на луѓето и станавме општество во кое се помага на сиромашните и ранливите, држава која што се стреми за сите да имаат и уживаат еднакви права. Обезбедивме силна имплементација на политиките кои го помагаат вклучувањето на ранливите категории граѓани во општествените процеси и во институциите на општеството. Една од тие политики е квалитетното инклузивно образование за сите. И денеска овде во општина Шуто-Ризари ја следиме таа трансформација во општинското основно училиште Браќа Рамис и Хамид. Гледаме како се остварува стремежот и визијата на општинските власти со поддршка на владата, училиштето Браќа Рамис и Хамид во првите редови во сите трансформации кои што ги направивме да прерасне во едно модерно училиште, училиште кое што ќе померка на секој едно дете, померка на секој еден родител, едноставно да биде училиште на 21. век. Во континуитет, во текот на 2018, 2019 и 2020 година се направени сериозни реконструкции и промени за да се создадат еднакви услови за работа во училиштето, како за учениците, така и за наставниот кадар и за сите останати вработени, се со цел да имаме подобрено одвивање на наставата, непречено одвивање на наставата и со солидни услови. Општина Шуто-Ризари доби поддршка и од планот за чист воздух за 2019 година за промена на сите врати и прозорци во зграда на општината со цел да се подобри енергетската ефикасност на објектот, со што се овозможи и заштета на топлинската енергија, како и заштета на општинските буџетски средства. Дополнително од планот за чист воздух за општина Шуто-Ризари се издвоени 500.000 денари за хортикултурно уредување и реконструкција и надворната површина на основното училиште Браќа Рамис и Хамид. Континуитетот продолжува и ова година. Во тек на наредните месеци ќе започне изградба на нова физкултурна сала, хортикултурно уредување на внатрешниот останатиот дел на надворешните паркови и зелени површини, ќе се замени стариот училишен инвентар со нов и ќе се опремат училници и кабинети со современа технологија и смарт табли. Грижата за најмалите останува во врвот на приоритетите и на општината и на владата. Над 450 деца роми, чии што семејства се во социјален ризик, се ослободени од плаќање на партиципација за посетување на градинка во рамки на блок дотациите што локалната самоуправа ги добива од Министерството за труд и социјална политика. Раниот детски развој е основата за понатамошниот развој, за едукацијата на секој поединец и затоа во изминатите 3 години посветено работевме како влада на овие наши приоритети и вложувавме многу силно во развојот на раниот детски развој. Инвестирано е вкупно во 44 градинки кои што се реконструирани или изградени нови градинки. Истовремено ги јакнеме и професионалните капацитети на воспитувачите. Само во текот на минатата година платите на сите вработени во детските градинки во социјалната сфера се зголемени за 26%. Независно од ова програма, дополнителни 6 милиони денари од буџетот на Министерството за труд и социјална политика се наменети за внатрешно опремување на нова детска градинка 8 април во општина Шуто-Ризари. Со овие и со други програми во образованието и други политики за еднаков пристап за развој на општеството, систематски ја решаваме инклузијата на децата роми со вклучување на единиците на локалната самоуправа и со остварувањето на дел
од застраданите цели со националната стратегија за роми во Република Северна Македонија. Благодарам на вниманието.